Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта. И оваа недела ви подготвивме преглед на случувањата од светот на интернетот, од светот на социјалните мрежи. Ви подготвивме колумни анализи и новинарски написи во однос на актуелната политичка ситуација. Се разбира и во оваа емисија главна тема се политичките бомби на опозицијата, како и одговорот на владеачките партии и на владеачката коалиција. Почнуваме со настанот кој се случи во салата Борис Трајковски во Скопје, каде владеачката ВМРО-ДПМН одржа народен собир, народна трибина, на која премиерот Груевски испрати повеќе политички пораки. Оваа трибина доаѓа по анализите во јавноста кои се појавија дека во кои се тврдеше дека дел од телото на владеачката партија, дел од низините приврзаници почнуваат да бидат фрагментирани, почнуваат да бидат расцепкани и поделени околу актуелните политички случувања, околу бомбите кои ги објавува опозицијата. Со овој собир владеачката ВМРО-ДПМН, аналитичарите велат, сакаше да испрати силна порака дека таа е единствена и дека нема никакви несогласувања помеѓу членството и дека постои голема доверба во лидерот на партијата и премиер Никола Груевски. Почнуваме со еден напис кој се однесува на овие случувања и во кој има една од пораките на претседателот на партијата и премиер Груевски. Еве, ова е објавено на порталот Република. Насловот е Груевски, нашата сила е во народот. Во дел од говорот премиерот вели: креирани големи сценарија и случаи ставани во негативен контекст. Како конструкција не е доволно да ја засени нашата работа и делата заради кои не бирате и не давате доверба, порача претседателот на ВМРО-ДПМН и премиер Никола Груевски. Силата на ВМРО-ДПМН е во народот кој не поддржува, во народот кој е со нас сиот овој изминат период, во народот кој не ги познава слабостите, кој не укорува на грешките, но и кој не ги знае предностите. Народот кого го слушаме, за кого се трудиме и работиме, рече Груевски, порачувајќи дека собирот на ВМРО-ДПМН не значи одржување избори, туку сериозен одговор до СДСМ. Да, како што кажа премиерот Груевски, одговорот до СДСМ е токму таа трибина или собраниот народ на неа. А во однос на трибината и на говорот на премиерот има низа на коментари и анализи. Почнуваме со професорката Мирјана Најчевска, која вели дека го изанализирала целиот говор на премиерот Груевски. Професорката Најчевска вели дека во целиот говор нема ниту едно негирање или демантирање на содржината на бомбите кои ги објавува опозицијата. Насловот на анализата на професорката е: во целиот говор Груевски во ниту еден момент не негираше конкретен разговор. Значи се работи за една поширока анализа која има повеќе елементи, ние ќе можеме да прочитаме само еден дел од неа. Во целиот говор од 13 страни, Груевски во ниту еден момент не негираше конкретен разговор. Груевски не негираше дека во Министерството за внатрешни работи имало штаб на ВМРО-ДПМН. Не негираше дека полицијата била употребена за партиски цели во текот на изборите. Не негираше дека имало присила врз администрацијата. Не негираше дека биле злоупотребени ромите и децата без родители. Не негираше дека јавните обвинители и судиите постапувале по наредба на високи партиски и владини функционери. Не кажа, разговорот меѓу Гордана и Зоран од тој и тој датум е лажен, немало таков разговор. Не кажа. Тој се обиде да покаже дека тоа е помалку важно од она што е направено. Меѓутоа, не го негираше прекршувањето на законите. Се обиде да предизвика сочувство за учесниците во оделни разговори, но не ги негираше. Се обиде дури и да ги убеди луѓето дека сето тоа е многу човечки, но не ја негираше содржината на разговорите. Значи, тоа е анализата на професорката Мирјана Најчевска. А аналитичарот Арсим Зеколи, чии фейсбук статуси
прилично често стануваат колумни потоа во наоделни портали, во одредени медиуми и кога често го читаме и во оваа емисија и овој пат има интересен напис, интересен коментар посветен на говорот на премиерот Груевски на целата трибина на ВМРО-ДПМНЕ. Зеколи употребува еден наслов кој веќе станува синоним за собирањата на владеачката партија, потикнат од настаните пред општината Центар, од тогашните демонстранти на кои им беа делени сендвичи за време на протестите. Сега Зеколи употребува еден наслов во таа конотација. На сендвичи разбројс. Сакајки не сакајки, свесно несвесно, Груевски денеска му одаде едно неочекувано и врвно грандиозно признание на Заев. Мислам да беше стромичанецот навистина толку без везе, Груевски немаше да осети потреба за свикување на ваков чопоративен ритуал на куражење и да потегне цела машинерија за мобилизирање на членството. Врти сучи, сета денешна парада подсетува на црногорскиот виц во кој Никола испадна ем обешетен, ем пак осниот комшија го испрати кај војводу. Може би ми се причинува, но сета оваа парада на ВМРО трансгруевизмот ме потсеќа на некои други сцени од минатото. На времето кога Никола со панталони дигнати до пола стомак и со раче во воздух позираше на раскрсницата пред судска палата со едва 20 души зад него. И од другата страна на слично како денес масовен митинг и сцена на која БЦ со високо дигната топаница кажува досетки за жаби и шлепери. Панталоните дигнати до стомак на Груевски беа доволно да се потцени расположението на народот за кое СДСМ немаше слух. Ете, тоа е дел од колумната на Зеколи на сендвичи разбројс. А новинарот Драган Павловик Латас, кој сам е спомнат во разговорите кои ги објавува опозицијата, има тотално различно мислење од Зеколи. Латас вели дека со тој собир на ВМРО-ДПМНЕ во салата Борис Трајковски му се пратила јасна и силна порака на СДСМ, кој пак имал сличен собир во универзалната сала во Скопје и дека таму Латас вели едва успеале да соберат 2500 луѓе. Колумната на Латас е насловена статива. Имавме тешка недела за сороспиското движење на Заев. СДСМ мора да имале лош хороскоп, ама кај да погледне во натална карта при таа еуфорија. Убедени дека власта испратена по ДХЛ странство име на маса. Убедени дека по нивните снимки Груевски веќе ја потпишал оставката, се чека само странски печат. Арно ама, наместо оставка, Груевски им собра над 25.000 поддржувачи на митинг на ВМРО-ДПМНЕ и стави точка на приказната за оставка. За тенките е нерви на Зајко, тоа е премногу. Одлепи и напиша песна, ја објави нешто за жици што пукнале. За разлика од митингот на Груевски, нивната приредба во универзалната сала помина темно, досадно и без политичка порака. Од најавените сигурни присутни 18 дипломати, не видовме ниту еден амбасадор во универзална, особено не оние важните од САД, Германија, Британија, Франција, Русија. Може би беше некој од Грција, а... Со тоа зајадливо прашање, Латас завршува дел од неговата колумна статива. И одиме повторно со различно мислење, тоа е на новинарот Бранко Геровски, кој е редовен критичар на власта. Овој пат Геровски па сосема различно од Латас пишува Николае, готово е. При тоа интересна е употребата на името на премиерот, кој конотира на име на еден поранешен деспот и тиранин. Се разбира, Николај не може да ги надрасне цинизмот и омразата со кој е отруен и кои го потврдуваат она за што него го зборуваат неговите најблиски соработници во снимените разговори што ги слушаме деновиве со неверица и згрозеност. Човекот бара начин како да одбие еден разумен предлог за надминување на политичката криза во земјата и ја пласира идиотската теза за која смета дека е сламка на спасот. Преодна влада можело, ама без ВМРО-ДПМНЕ.
Или поинаку кажано, преодна влада, ама само преку мене мртов. Згоре на се, Николаја не убедува дека не планира нови избори, што секако не треба да се земе здраво за готово, секогаш кога рекол такво нешто излажал. И конечно, човекот вели дека се залага за правна разрешница на скандалите. Предлагам сите три предлози на Николај. Нема предвремени избори, правна разврска и преодна влада без ДПМН да се прифатат како добра основа за надминување на кризата во земјата. Со тоа што претходно, на дечкото од комбето треба да му се објаснат најмалку 5 важни работи кои може би ги превидел. И тука колумната на Геровски продолжува, значи целата анализа, но ние немаме толку време, нема да ја прочитаме, но секако таа, како и сите други, постојат на интернет. А сега продолжуваме се уште со собирот во салата Борис Трајковски на владеачката ВМРО ДПМН. Ќе видиме два различни новинарски написа за истата тема, но написи кои укажуваат сосема различна порака. Почнуваме со порталот Курир. Курир зборува за народот кој се собрал во салата Борис Трајковски и вели дека ете на Груевски му се случил народ, но во различна конотација. Народот го поддржа Груевски, расте нервозата во СДСМ. Огромното присуство на народот на неделната трибина одржана во спортскиот центар Борис Трајковски покажа дека народот одлучил на кого му верува. Граѓаните јасно кажаа дека довербата ја даваат за проекти со кои ќе им се подобри животот, а со масовното присуство дадоа одговор и го срушија сценариото на Заев и наредбодавачите. Ете, тоа е текстот во Курир, илустриран со слика од премиерот Груевски со подигната тупаница. А порталот Фактор пишува еден друг аспект за целиот собир. Тој укажува на тоа дека целиот собир бил организиран од страна на владеачката партија и дека тоа било направено со стотици автобуси од цела Македонија. За тие автобуси имаше доста написи на социјалните мрежи, имаше доста обвинувања дека дел од луѓето биле приморани да дојдат во Скопје, дека имало пораки, групни пораки кои биле праќани до јавната администрација дека мора да се појават на собирот. Сето ова беше демантирано од владеачката партија. Еве Фактор пишува: колонија автобуси за собирот на ВМРО ДПМН. Улицата Партизанска во Скопје денеска беше преплавена од автобуси од сите градови на Македонија, што допатуваа за собирот на ВМРО ДПМН. Од двете страни на универзалната сала се до соборниот храм непрописно беа паркирани автобусите, се додека не заврши собирот на владеачката партија. Еве ги тие фотографии. Може да се видат. Тоа е написот на Фактор. А сега продолжуваме со останатите колумни и анализи кои се однесуваат пред се на политичката ситуација во Македонија. Новинарот Зоран Димитровски, поранешен главен и одговорен уредник на Нова Македонија, сега пишува дека постои излез од политичката криза, но дека тој мора да биде подпомогнат од страна на меѓународната заедница, дека домашните политичари тоа не може да го направат сами. Интервјуто на Димитровски е насловено "Се надевам оти Груевски ќе избере меко приземјување". Значи, тоа е едно прилично долго интервју, ќе видиме еден дел. Излез од политичкиот ќорсокак би било силно меѓународно медијаторство од Европската Унија и Соединетите Американски држави за разумен компромис. Но не верувам дека во таква констелација на политичките и геостратегиските односи во Европската Унија на Балканот, токму такво медијаторство брзо ќе се реализира. Сепак, мислам оти владеачката партија на среден рок драматично ќе ги јарчи своите ресурси, финансиски, политички, кадровски, интелектуални и разголена од бомбите, полека ќе се движи кон крајот на своето владење. Се надевам оти Груевски ќе избере меко приземјување. Тврдото нема да чини ниту за него, ниту за граѓаните.
А може да се каже дека слично размислување има и друг новинар, тоа е Сашо Ордановски, поранешен новинар, сега во Транспарентност, кој вели во својата колумна насловена "Купи ден помини" дека исто така му дошол крај на владеењето на ВМРО ДПМН. Значи, "Купи ден помини" е насловот. Но и на Груевски во моменти на луцидност, веројатно му е јасно дека вака работите повеќе нема да одат. Заев и СДСМ му го искршија во парапарчиња огледалцето кое што секој утро запраша на кој е најубав во државата, со години му викаше "Само ти, Грујо, и никој друг". Од меѓународната заедница добиваш лаканици на јавна сцена, а кој знае колку се непријатни и студени разговорите со странските представници кои во него веќе гледаат политички мртовец, кому треба за што поевтини пари да му се организира политички закоп. Државната администрација со месеци е во лер, нејзин нема да и биде прв пат да преживее уште една промена на власта. Партијата му наликува како од најлошите времења на ДПМН, пред распадот и заминувањето на Љупчо Георгиевски од неа, кога секој се проектира себе си во еднината без Грујо како партиски лидер. Во секоја канцеларија се кове нов заговор, а ситните и покрупните вратки веќе се ставени на ладење, како што е познато, од маздите секогаш се сервираат студени. Тоа е колумната на Ордановски. "Купи ден помини". Аналитичарот Александар Пандов пак има сосема спротивен став. Тој вели дека ќе има политичка разврска, но дека таа политичка разврска ќе биде во СДСМ, а не во ВМРО ДПМН, алудирајќи на тоа дека лидерот на СДСМ Зоран Заев ќе биде сменет во скоро време. Еве, тоа е едно интервју дадено за Радио Слободна Македонија, каде што Пандов вели: "Очекувам политичка разрешница во СДСМ". Опозицијата на чело со Зоран Заев ги поништи сите досегашни поимања за значењето и водењето на една политичка битка, а истото го видовме и со примената на нелегални и насилни методи со кои сериозно го загрози правниот поредок во државата. ВМРО ДПМН е предводено од премиерот Никола Груевски, фокусот на своето внимание го има целосно посветено на спроведувањето на развојните проекти и визии за издигнување на животниот стандард и за потикнување на благосостојбата на сите граѓани. Од тие причини, евидентно е дека ваквиот начин на менаџирање во СДСМ нема да има долг век на траење и за истиот во наредниот период очекувам политичка разрешница натре во СДСМ. Тоа го вели Пандов. Се враќаме на кратко на социјалните мрежи. Новинарот и деновиве политички аналитичар Цветин Челиманов пишува за бомбите на СДСМ и неговото видување за нив. Фазите на бомбите на СДСМ. Слушнете ги снимките од преслушувањето кој го вршил Мијалков. Не е битен изворот на снимките, слушнете ја содржината. Добро, не мора да ја слушнете целата содржина. Слушајте ги парчињата што ние ви ги одбравме. Друго ќе сечеме, важи. Може ли да заборавиме на целата работа, плиз, на крајот? И дел од коментарите. Колку повеќе ги слушам Мијалков и Латас, толку повеќе ми се посимпатични. Челиманов одговара: кога те напаѓа удба, ваков фудбалски напад неодамна немало, па дефолт стануваш симпатичен. И уште еден: колку повеќе ја слушам Гордес, се посимпатичен ми е незиниот глас и насмевка, со тоа што не знаеме дали овој коментар е ироничен или сериозен. Тука Челиманов зборува и за една од бомбите на СДСМ, во кој беше објавен и разговор, во кој шефот на Управата за безбедност и контрразузнавање Сашо Мијалков, кој често го слушаме на снимките, зборува со новинарот Драган Павловиќ Латас, кој исто така често го слушаме, и во кој се зборува за улогата на Бранко Црвенковски во локалните избори, но и за загинувањето на новинарот Никола Младенов. Ова дел од оние аналитичари кои го напаѓаат СДСМ и објавувањето на бомбите го искористија како мотив да кажат дека СДСМ овој пат пуштила бомби кои наштетиле на самата партија, на самото СДСМ, од СДСМ
велат дека тој дел бил пуштен по грешка, бидејќи не бил суштински, немало во него ништо незаконски, неморално, нечесно и дека требало да биде исечен. Потоа тој дел од кога СДСМ кажаа дека тоа требало да биде исечено, делот од оние кои ги напаѓаат, како што кажав, го искористија да ги обвинат, дека ги монтираат разговорите и така натаму. Токму тој дел го користи Чилиманов во неговиот пост. А новинарката Јадранка Костова исто така зборува за овие разговори, но во делот каде што се слуша гласот на градоначалникот на Карпош Стефче Јакимовски. Да знаев, ќе го замолев Јакимовски да го замоли Мијалков по смртта на Младенов да не ја тормози неговата сопруга на суд, вели Јадранка Костова. Како да ми удри гром, кога ја слушнав љубезната конверзација меѓу Стефче Јакимовски и Сашо Мијалков. Првиот го замолува второ наведениот да му учини за изборната листа на Милетик, звани Где е печат. Јакимовски беше колумнист на Дневен фокус, најжесток критичар на фамилијата, а еве си го имал нати го дај ми го со братуџедот. Да знаев тогаш, ќе го замолев да го замоли Мијалков по смртта на Никола Младенов, да не ја тормози барем неговата сопруга на суд, со барање да му се извинува за клевета во Дневниот вестник, кој веќе не постои. Не е хумано, нели? Ама за нештата да станат појасни, добро е што го слушнавме ова. Тоа го пишува Јадранка Костова. Емисијата продолжуваме за останатиот дел од политичката ситуација. Во јавноста излегува информации дека албанската опозиција, во која е ДПА на Мендух Тачи, преговара со владата, со власта за влез во владеачката коалиција. Лидерот на ДПА Мендух Тачи ја потврди оваа информација, вели дека е точно, но тука сега е интересна и реакцијата на владеачката ДОИ, која порано не сакаше ДПА да биде дел од владата, но сега имаат еден резервиран и може да се каже еден став кој нема јасна порака. Веројатно и тие чекаат да видат што ќе се случи. Сега одиме со една анализа направена во медиумите за овие случувања. Анализата е објавена во Плюс Инфо, насловена е "Двете партии кај началникот", при тоа со началникот се однесува на оној дел на телефонските разговори каде што директорот на УБК Сашо Мијалков со новинарот Латас си се обраќаат со началниче. Тоа веќе стана еден општо прифатен сленг во секојдневните разговори. Значи, двете партии на началникот, ова е подпишано од Искра Манојловска. И постои коментар од аналитичарот Едмонд Адеми, кој ќе го прочитаме цел, бидејќи во 2-3 точки е сведено се што се случува околу ДПА и ДОИ. Има неколку моменти околу можниот влез на ДПА во коалицијата на ДПМН и ДОИ. Првата е самата ДОИ, која досега била изрично против и не знаеме каков е незиниот став за ова прашање. Сметам дека евентуалниот влез на ДПА во власта ќе ја улесни работата на ДОИ, со тоа што ќе си ја поделат одговорноста за сите неуспеси на интегративците, бидејќи успеси и онака немаат во изминатиот период, а тоа што немаме официјална реакција од ДОИ веќе 2 дена од кога се објави информацијата за влез на ДПА во владата, кажува многу. Вториот момент, важен за влезот на ДПА, е тоа што раководството на партијата на еден ваков начин сака да превенира и да го амортизира незадоволството на членството. Со тоа што влезот во владата ќе значи вработување во администрацијата на дел од членството кое веќе долго време очекува да добие нешто од владиниот колач. Третиот момент е дека ваквиот развој доаѓа недела дена пред закажаниот конгрес на Зијадин Села и неговото движење за реформи во ДПА, со што ДПА сака да превенира понатамошно излевање на членството. Ете, тоа е една мини анализа на Едмонд Адеми, ставена во текст "Двете партии кај началникот". А председателскиот кандидат на СДСМ за председателските избори, Стево Пендаровски, кој загуби од Ѓорѓе Иванов, сега вели дека бомбите укажуваат и на еден друг момент кој малку е изложен во јавноста, а тоа се председателските избори, и тој вели дека тие покажуваат дека Иванов е нелегитимен председател. Еве еден
извадок од неговите интервјуа, Пендаровски ќе бараме нови председателски избори. Досега објавените материјали јасно потврдуваат дека со апсолутно истите методи биле обезбедување гласовите и за Груевски и за Иванов. Следејќи таа логика, СДСМ и Сдруженијата опозиција се едноставно обврзани да го повикаат Иванов да го врати мандатот. И тука Пендаровски вели дека не верува во тоа дека посредничката улога на Иванов била негов став. Политичката кариера на Иванов ја одбележаа два ноторни факта. Прво, неговиот втор мандат, кој е нелегално добиен. И второ, последнава година, заедно со претходните 5, тој воопшто не е присутен во македонската политика. За наводниот предлог за некаква негова посредничка улога во актуелната криза, не верувам дека станува збор за негов автентичен став, а уште помалку за сериозен предлог од било кој домашен или странски политичар, што држи до себе, вели Пендаровски. Одиме со колумна на професорот Нестор Огинар, кој зборува за моралот и етиката во политиката. Колумната е насловена едноставно "Каква Македонија сакаме". Немилосредното вртење на шилото отвори голема црна дупка во македонскиот зид на срамот, од која се насетуваат контурите на вистината во наводници. Дека за последниве 9 години Македонија има премиер кој представува редок историски применок на човек кој е семоќен, се присутен, се знаечки, се освен лидер со самокритичност, што е неопходно потребен на Македонија и македонскиот народ во овие неизвестни историски времиња. Неподготвеноста на премиерот како прв човек на владата да се соочи со ликот во огледалото на неговата сопствена совест, неговото упорно одбивање да прифати најмала одговорност, па дури и морална, неговата популистичка тактика да се повикува на народот да одговори со против критика на секој негов критичар, со против обвинение на секој негов обвинувач, укажуваат на карактер на човек политичар кој со примерот на своето водење на државата представува сериозна закана за моралното и општото здравје, не само за неговите верни следбеници, туку и за целиот општествен организам. Тоа го пишува професорот Нестор Огинар во колумната "Каква Македонија сакаме". А поранешниот министр за надворешни работи Денко Малевски исто така има колумна која вели Македонија се сака во правда и во вистина. Досега можевме да се правдаме дека не знаеме, дека не сме сосема сигурни дека се зборува. Но сега, кога со своји уши ја слушнавме вистината за ужасното поведение на нашите политички представници, едноставно не е можно и натаму да живееме со лагата без да ја изгубиме нашата душа, нашето достоинство. Луѓе кои отвораат кеси со гласачки ливчиња во темниците на нокта, кои исклучуваат струја од повеќе катници за постарите граѓани да не можат да излезат на гласање, кои се спремни да запалат или ограбат нечеј имот или безобзирно да кршат закони, не само што мораат да заминат од политиката, туку никогаш во неа не би смееле да се вратат. Зашто ако ова прашање за одговорност и оставки се умртви, граѓаните на Македонија ќе добијат страшна политичка вакцина, која целосно ќе ги направи имуни на вистината и правдата. Тоа е колумната на професорот Малевски и со овој материјал ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. Оваа недела ние повторно ќе работиме напорно, ќе ги бараме содржините на интернет просторот, ќе видиме кој коментирал, кој анализирал. Тука на едно место ќе ви представиме се онака собрано и во една целина, за да не морате вие да ги пребарувате истите содржини на целиот интернет простор. До тогаш, останете да ја следите и програмата на 24 вести и не го заборавајте и мотото на трета порта, а тоа е дека ние ви ја прикажуваме целата слика, не ви кажуваме како да размислувате, а заклучоци донесете сами.